голем број од новинарките одговориле дека немало некое, значи од една страна кажуваа дека немало некое влијание вознемирувањето кое што се појавило, но во друго прашање пак гледаме дека има исто така и висок на процент на новинарки кои што се само цензурирале понатаму. Некаде е таргетирана новинарката и како жена, нели, со сексизам, значи шовинизам и така натака, меѓутоа некаде има па други фактори, односно други да кажам форми на вознемирување, значи некаде се деградира нејзината личност, се деградира нејзиниот професионализам, значи има најразлични форми од навреди или клевети и така натака. Многу е мал процентот на новинарки кои што кажале дека го пријавиле вознемирувањето. Тоа и покажува дека постои една недоверба во институциите, дека нешто ќе биде преземено, дека нешто ќе биде направено во овој дел. Мал дел на новинарки, значи само кажале дека го пријавиле, имаше и неколку кои што кажале дека имале и позитивно искуство кога го пријавиле, меѓутоа тој беше мал, навистина мал дел од оваа бројка, да кажам, до која што ние пристапивме. Ако почнеме да говориме за ова што се случува, за ова вознемирување, тогаш сигурно ќе биде и преземено нешто, значи ги повикуваме нормално и институциите да го сватат посериозно овој вид на вознемирување, но и генерално ние како фела треба да го препознаеме како нешто кое што е загрижувачки фактор за нас и за новинарите, меѓутоа и за слободата на медиуми генерално.